Втора категорија – програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојдовте. Уште едно издание на Јаде Бурек. Малку порано се сретнуваме, малку порано го земав годинешниот одмор, но поради настанатата ситуација сметав дека ќе биде добро да следиме во живо што ќе се случува со и во Македонија. Работите се такви какви што сте, добро сте информирани, не е потребно ништо да ве брифирам, не е потребно да ви солам памет, премногу сте паметни, премногу имате и искуство, но и генерално имаме, значи не ве ставам само вас, току и себе, погрешни прогнози, погрешни потези и постојано си губиме на терен, иако имаме срце, иако имаме душа, но добро, тоа е што е. Вечерва ги отварам телефоните уште веднаш, ќе ја замолам режијата. Секако и Вибер бројот ќе ви биде даден на располагање, евентуално за пораки или јавување во живо, но ќе бидете вклучени преку компјутерот. Ја телефонски апарат со Вибер немам. Негдека за едно половина час и ќе вклучиме еден гледач кој нема да биде во врска со протестите, туку ќе биде со една друга тема. Синоќа разговарав со него. Режија ќе ви испратам телефон од човекот со кого договарав да му се јавиме, ќе го барате вие по телефон малку подоцна, што значи кај да е, малку да пошлајфувам и јас во место, да ви честитам празник. Денеска е голем светски празник. Некои го викаат The Independence Day, некои го викаат Ден на борецот. Значи, Соединетите Американски држави денеска го слават Денот на независноста, а до скоро, до пред некоја деценија, ние го славевме така наречениот 4 јули, Ден на борецот. Поточно, тоа е кога на 4 јули Комунистичката партија на Југославија донесува одлука за сеопшто народно востание и борба против фашизмот. Ете, тоа е 4 јули. Да не сум ги скрстувал рацете, затоа што сум ја покривал бубата, а бубата се вознемирувала и морала да пуштаат преку жицата, да пуштаат електронски диазепам да се смирува. Добро, може вака сега? Може. Добро. Југославо капиталишто. Океј.
повеќето од луѓето сега чекаат дали ќе прошлајфувам, дали ќе фатам, дали ќе кажам нешто па да се фатат за тоа, но јас сепак ќе бидам малце трпелив и ќе ја терам во празно емисијата се додека не се јави некој, иако ќе ми биде, ми лично ќе ми биде сосема доволно да се јави барем еден со сопствен став воопшто за ситуацијата. Значи неколку дена поред, сега треба да повторам, вие сте као, правите се као да сте од Марс паднати, а ја као тука нешто ве свестувам, вие појма немате. Значи, не знам дали знаете, французите ни дадоа некаков предлог во кој се содржани сите бугарски барања, а тие бугарски барања викаат Македонија на македонците, македонскиот јазик е македонски, ние бугарите немаме никаква врска со вас, да си живеете убаво, да си бидете среќни и радосни, да влезете у Европа, а ние им викаме не, неќеме, ние сме българи, аз сам Ганчо, им да ме ставиш у преговарачката рамка дека аз сам българин, оти ак не сам българин, аз не влагам во Европската унија. Или обратно беше. Како беше муаветот, нешто се збуни. Шега на страна или иронија. Мене ми е иронична ситуација, затоа што, не знам, за вас, можам да зборам за себе, јас сум 21, влегов во 22 година од моето работење во живо и веќе ми е видено, ја веќе и го знам исходот, нема да го кажам во емисија, ќе го напишам во колумна, да заработам ја некој хонорар, ако ништо друго. Имаме гледачна линија. Какво прекрасно чувство. Да видиме кој е нашиот храбар гледач што е одлучил да се јави и да каже нешто за ситуацијава. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете во програма сте. Прво, добре дојде на одмор. Не требаше сега да користиш одморот, бидејќи имаме секојдневни катаклизми и земјотреси, така што ми се чини дека требаше многу порано да се вклучите, но не е битно. Иначе да кажам околу францускиот договор, тоа сега ми се чини дека се Режија, и звучниците се слаби, а немам ништо ни во слушалка. Ме слушате? Ало? Океј, нема ништо овде. Добро. Ме слушате? Да, ја не ве слушам во моментов, но публиката и режијата ве слушаат изворедно добро. Добро, можам да продолжам. Да, говорете, слободно. Вака, ми се чини дека во францускиот договор што не лажат, ми се чини дека тоа веќе пред неколку месеци подпишано од страна на човек кој не требаше да биде за надворешни работи, тоа е Бујар Османи. Еден, ќе се трзнам да кажам, од Фейсбук. Еден албанец му имаше напишано, ако во случај се работеше за албанското прашање, сигурно вака индолентен и вака храбар нема да беше, бидејќи што имаше многу потреси. Тоа е едното. Второто, ми се чини дека дефинитивно, значи, не разнебитуваат како држава, тоа сум го кажал и повеќе пати. Ми се чинеше дека не сум во право, ама испадна дека сум во право. Со протестиве што се прават, само покажуваме дека 10 до 15% свесно национално освестени македонци, другите си терат своја агенда, која е надвор од сите норми и прописи, и после че ни е крив ова или онај, значи, по институциите во овие 5 години се примаат луѓе кои не се соодветни кадри од страна на владеачката партија и тоа, значи, се прави деградирање и уништување на сите институции и системи, така што ми се чини дека ова е све смислено и дека ова што е наследников на тој Муртинецот, значи, мислеченик по член 308 за велепредавство, начело со така наречениот
председател, треба да одговара, ако дојде до предвремени или редовни избори, ова не треба да се заборави. И ми се чини дека во целава ситуација сега тие бараат начин како да не излажат и да не убедат дека се е тоа добро, и покрај тоа што имаме еминентни професори, доктори на науки кои кажуваат на цело со почитуваниот председател на Академија господинот Коцарев, кој е сам во Ману, бидејќи другите сите ми се чини дека се на цело со господинот Камбовски предавници, така што ми се чини дека многу луѓе, и Цуцуловски и други луѓе еминентни во ова наша држава, кои значат нешто од политиката и од филозофијата, кажуваат дека ова е штетен и дека е погубен за македонскиот народ, и дека од утре ќе немаме историја, значи тоа ќе се ревидира, како што сакаат господата од Бугарија, од 44-та, и господинот Макрон джабе не нарече северомакедонци, значи ние веќе дефинитивно немаме историја, значи немаме идентитет, немаме име, значи ова е една територија во која живее некоја аморфна маса, па понатака како ќе не месат и како ќе не допарчат, тоа е прашање на луѓето кои ќе дојдат после овие, значи ако не се свестиме нормално, да дојдат прави македонци кои ќе бидат избрани од народот, но се плашам дека такви луѓе немаме. Кога еден Љупчо Ѓорѓиевски стана најголемиот предавник на Македонија, а беше икона на ВМРО ТПМН, и понатака не знам друго што би кажал, околу целата ситуација ми се чини дека ние веќе имаме капитулирано како држава и не постоиме. Што мислиш ти, што ќе испадне сега со целава работа? Ништо, утре фино лепо, само ќе го поминат во влада и после тоа ќе си оди Бујар Османи тамо кај што треба, ќе си свикаат сите тие елементи на седници, на подпишување меѓународни договори и ние завршуваме како Македонија. Океј, благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. А ние одиме со следниот гледач, секако идеме и во живо на мојот Facebook профил, можете таму да не проследите, ќе ги проверам и евентуално вашите коментари. Добро вечер, повелете, во програма сте, да, повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете, господин. Па сакам да се вклучам вака со неколку зборови да кажам моето мислење за моменталната ситуација. Повелете. Видите вака, моменталната ситуација е многу тешка. Во Македонија управуваат луѓе кои се глобалисти. Не скараа нас, ги скараа партиите, сега починаат да не караат и на меѓунационална основа, а уствари тоа се продадени ситни души, глобалисти кои се грижат само за себе и за својата кариера. На сите овие сега што преговараат им е ветено некаде во Цирих, во Брисел, во Вашингтон, некои места, и нив не ги интересира Македонија. Они се шетаат по светот, продаваат све што имаат, и многу е тешко со такви предавници и со такви ситни души да се живее, право да ви кажам. Нели сваќаат дека цел народ во Македонија, бар македонскиот, дека се против нив? Малце да имаат сенс, малце да... Ова не е исто како, еве, предходниот гледаш што кажа, ќе се изгласува вона, не е исто како со Преспанскиот договор. Тогаш македонците беа некако и народот беше незаинтересиран. Не знаев зашто е така, ама сега више не е така. Еве, ја да ви кажам, јас сум од Скопје, ја познавам многу луѓе и се движам цел ден низ градот. Ама не постои човек што го поддржува ова. Ова договорот со Бугарија и со Европска унија. Не постои единствено тие што се партиски војници, хипнотизирани, што работат на убави места. Сега гледав на само вистина таа една пратеничка од СДС, Снежана Ванковска или како се викаше, две презимења има. Ја гледам се дотерала, кило злато на неа, диаманти на руки, штикли убави, кондори, сако. Ја не можам бурек да си купам. Ни ветуваат дека ќе влеземе у НАТО
и ќе станеме богати, чекаат на граница сите фирми. Абе, не можам до Охрид да идам више, бе. Идев у Грчка, идев у Италија, идев во... Не можам до Охрид да идам од кога влеговме у НАТО, бе. Сега да влеземе у Европска унија, до Сарај више ќе не може да си иде. Како луѓето, како даваме на вакви предавници да упоруваат со Македонија. Тоа е едното што сакам да го кажам. А второто што сакам да го кажам за председателот Стево Пендаровски. Ја вчера го гледав кога го нападна Апасиев, па не ми се веруваше тоа. Председател така да се изразува со такви гестикулации, со такви зборови за еден пратеник, за еден лидер на македонска партија, па тоа не е нормално. Ја мислев дека Апасиев го опсул на Пендаровски, ама тоа не е точно. Тоа ми каже дека на Фейсбук напишал некој статус, па ја тоа што го пишуваат на Фейсбук треба да излезам со Калјашников на улица и да кој ме псуе и кого псувам ја на Фейсбук. Каков е тој однос на председателот? Тоа е несватливо. Апасиев сигурно сакал да каже дека ниедна мајка не е вредна како Македонија. Ја не сум го прочитал тој статус, пошто го немам Апасиев за пријател или не го следам, ама тој сигурно тоа сакал да каже. Не е вредна ниедна мајка ако не отиде мајка Македонија. И сега председателот вчера, ја прво си мислев да не сум пиел нешто, да не сум овако, слушам и не ми се веруваат такви зборови. Прв пат да слушам од еден председател такви зборови. Трамп кажуваше за Бајден Слипи Џо, заспан Џо, ама тоа се така фини зборови. Океј. Другар, ако сакаш остани на линија, ја би вклучил сега во живо, Инфомакс пренесува, гледам имало некоја гужва пред влада, не можам да разберам точно што се работи. Дали имаме звук режија од компјутерот? Значи кабелот е овде се во ред, не можеме да чуеме. Дали дошло до некако пресметка, фрлање или што ти ја знам, како што гледате. Ова е во живо, иде во моментов, Инфомакс дава. Ја ви реков дека сега друга ситуација него како што беше преспанскиот договор. Ова е народот сега стана цел. Ја не знам што мислат овие луѓе. Мене не ми е јасно. Океј, ти благодарам за јавувањето. Да, благодарам. Поздрав, јави се во секое време. Извини, малку делувам конфузно, бидејќи во моментов звукот што ни доаѓа од мојот мобилен, не од компјутерот. Дали го добивме компјутерот? Да. Немам точно податоци за што се работи, од кој компјутер иде ова. Ова е од мојот компјутер, не, со кој мобилен е снимано, дали е мечка од Инфомакс, ако не да го побарам да ми објасни што се случува, да не му го прекинам преносот. Дали имаме гледаш друг на линија? Нема? Има? Клучи го, добро вечер. Добро вечер, Јанка, добро вечер. Добро вечер, повелете во програмата. Еве, некои информации сега моментално што јас ги добив. Се фрла тоалетна хартија и со јајца се фрла према владата на Македонија од овие собрани граѓани кои не се задоволни. Како може Јанко да биде задоволен овој народ? Ја не можам да сватам една работа. Како може овие велепредавници, од чие име они подпишуваат, од чиј народ? Од марсовци? Па овој народ е македонски народ, овој е незадоволен народ од Македонија. Како може таков протокол не да ќе подпишуваат? Со кое право, кој им го дава тоа право? Немаат легитимитет, Јанко. Дали ме разбираш? Да, разбирам. Катастрофа. Овој народ е незадоволен. И како може ли да кажуваат, и предходниот гледаш што кажа Пендаровски, па Пендаровски е познат, македонскиот народ го правеше овци, говеда, стока, тоа не е правеше македонскиот народ. Вака, многу попристојно ќе ви кажам. Пендаровски сам изјави дека да не бил председател, он ќе си побегнал од Македонија. Демек толку била лоша живеачката во Македонија. Ова е негова изјава, без извртување.
Он би Така. си ја напуштил Македонија и сега Така е. одеднаш он вика дека е ова во ред. Он мисли дека е во ред. Така е. Бевте, дали бевте на протестот или имате само информации? И не, ја ова информација добив пред малку, нема 5-6 минути пред да завртам кај тебе, ја добив дека со јајца се фрла и со тоалетна хартија. Значи ништо страшно, значи не е боја, не се бомби, не е оружје и така натаму, нема инцидент. Дали имало закачка со полицијата? Тоа Нема контакт со полицијата, Нема. Добро, Порака фала ви за информацијата. Нема контакт со полицијата, дека е релативно е патаа мирно, символично нешто е фрлено веројатно. И тоа е, народот е огорчен, народот е незадоволен, народот нема лед за Јанко, македонскиот народ е доведен на ивица, не на ивицата на амбицот, под ивицата на амбицот. И што очекува оваа влада? Бујар Османи ќе прети уште на национална остава, ќе каже он дека и си ги сам си ги негира изјавите што ги дава паѓа во контрадикција, дека он не кажал. Па кој кажал, татко ви спасал? Ви благодарам за јавувањето. На линија го имам Александар Митовски. Александар, извини, не ти се најавив, во живо во програма те вклучувам. Дали би прифатил да дадеш изјава? Да, слободно. Александар, во моментов го следиме стримот на Инфомакс кој го правите. Можеш ли малце да ми кажеш што се случува со протестиве, расположението, има ли пораки? Видовме народот е влезен во дворот пред владата, дали има закачки со полиција? Да, народот го проби првичниот кордон и првичната онаа заштитна ограда. Сега во моментот се наоѓа пред платното на владата, има најмалку 2 кордони полиција кои што ја чува вратата на владата практично. Од пораките се јасни, големо не за францускиот предлог за бугаризација на државата. Она што мене ме разочара и го кажав тоа во лайв стримот е тоа што не знам точно кој беше од политичките актери тука на лице место кој што повика дел од граѓаните да се упатат пред собрание, иако тука веќе беше створена состојба на, како да кажам, на добивање на она што се бараше од граѓаните во последните 3 дена, а тоа е да го искажеме нашиот револт преку фарбање на владата и фрлање со јајца и со други протестни материјали. Можам да кажам дека во овој момент ситуацијата е малку подспирена, но следуки ние ќе останеме тука на терен, ќе останеме во живо, ќе следиме што се случува и за сите нови известувања ќе известиме во лайв стримот. Да, од познати фаци овде ги гледам, ја гледам Данела, некои други политичари не можам да видам. Данела неколку баш пред кордонот беше градоначалничката на градот Скопје Данела Арсовска во први борбени редови. Беше Солза Грчева, беше Драгиша Милетич, лидерот на Српската радикална партија, од други беше Димитар Апасиев и од прилика тоа беа политичарите кои што се појавија тука на платото пред владата. А од ВМРО ДПМН? И да бидам искрен, од ВМРО ДПМН не видов никој на кордонот, не видов никој пред платото на владата да застане во прва борбена линија. Сега раздвоени сте, има дел кој отидоа пред собрание? Да, помала група луѓе отиде пред собрание, некои 300-400 луѓе се упатија кон собранието. Дали е тоа, ајде, добро, нема да спомнуваме ова, дали мислиш дека е тоа некоја партија конкретно која се обиде да го обструира овој против? Не сум сигурен кој, но верувам дека е некој од политичките актери кои што се тука на лице место, затоа што не би можел никој друг да поведе такава група, освен политички актери. Како е расположен народот? Верува дека ќе успее да го постигне тоа или бидејќи еве кај мене се јавуваат гледачите? Народот е расположен за протести, народот е гневен, народот бара лидер. Она што можам најчесто да го слушам дека на платото пред владата е лидер кој што ќе го поведе народ.
Добро. Океј, Мечка, фала ти за информацијава. Остануваме во контакт. За вклучувањето во емисија. Поздрав. Ја ќе продолжам сега со гледачите. Ете, имаме дел од атмосферата. Ако има некој и со некаков линк, дали има нешто пред собрание и што се случува, ќе го вклучиме. Само ќе се обидам да видам и на мојот стрим да не има евентуално некој нов линк или коментари. Нема ништо, слабо, добро, поред, ја благодарам и за толку, не се навикнети. Инаку што се однесува до... Прво да прашам, дали има некој на линија? Добар вечер. Имаме. Добро вечер, повелете во програма сте. Добар вечер, господин Јанко. Повелете. Јас ќе почнам со зборовите на господинот Црвенковски дека народот е во право и кога греши. Според тоа, големото не на Мицкоски треба на некој начин да се испочитува. Но, во контекст на тоа, би сакали да речам, никој не ја зема во предвид изјавата на Вучич дека на северниот дел на Косово ќе бидат србите нападнати од косовските единици, а дека тој ќе одговори убиствено. Врските се тука, ќе ја навлечат и Македонија во таа работа. Во Македонија нема бугаризација. Србо-македонците се единствени јунаци само против бугари, за другите им трскат некако. Тие ја прават белата во Македонија. Лупчо Ѓоргиевски не е преданик. Лупчо Ѓоргиевски е македонски патриот. Србо-македонците се за мене предавници кои што уште на времето Чента го ликвидираа. Благодарам. Еми, мерси. Какво да ти казвам? Мерси, Ганчо. А шега на страна, одиме со следниот гледач, ако имаме некој на линија. Имам... Ало, добро вечер, Јанко. Добро вечер, повелете во програма сте. Сакам да им дадам подршка на сите оние кои што се пред собрание и да го замолам целокупниот македонски народ, од каде што да е, од која партија припаѓа, и оние албанци кои што го делат нашето мислење, да излезат надвор и да се направи еден кордон забрана на сите институции. Утре са бајле, никој да не може да влезе на работа. Како они нема да влезат на работа, така нема да можат да ги спроведат своите планови и да ја предадат Македонија. Значи мора да има крај. Вакво веќе ништо не се трпи. Не може јас да се дружам со тебе ако ти ме оспоруваш мене како личност, која сум јас и што сум. Едноставно крај веќе. Сите надвор, сите на улица, сите рака за рака околу институциите. Забрана утре никој да не може да влезе. Ниту во влада, ниту во министерство, ниту во собрание. Толку имам да кажам, се гледаме пред влада. Поздрав. Благодарам. Македонија повторно, после неколку години, минува низ драматичен период. Од една страна не убедуваат дека францускиот предлог е добар, но повеќето оние кои се вистински македонци и патриоти искрено и со многу рационалност не веруваат во тоа по она што им беше предочено, дека има навистина и работи кои задираат во идентитетот. Иако велат дека е зачуван македонскиот јазик, но само имало едно мала фуснота дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот јазик, а сите барања на бугарите треба да влезат во преговарачката рамка. Мислам, окей, имам пропуштен повик од една дама, ќе се обидам да... Филип Филиповски, знам, го имам од Инфомакс во живо, зборев за линк во предсобрание, кои се собрани и што се случува таму, а сега ќе ја побарам дамата која се обиде. Не мораш да го вклучуваш компјутерот, да видиме дали ќе ја добиеме. Ќе го стишам.
Уште еднаш ќе пробаме. Мадам, ни звоневте во емисија, во тој момент разговарав, не можев, значи не сакате да се вклучите, се извинувам. Ока. Добро, благодарам. А ние продолжуваме понатаму, одиме со следниот гледач. Здраво. Добро вечер, повелете. Па види вака, ја би препорачал на полицијава кордоните што се сега пред влада, пред собрание, да пробат тоа пендраците таму, тоа желките, како ги вика, да ги трнат од себе и да се префрлат на другата страна. Затоа што и на нив им се менја идентитет, не само на мене и на тебе. Значи, агитирам до полицијата да се префрли на другата страна, на вистинската страна. Значи, таму каде што е народот, каде што бара народот, да не се продаде македонскиот идентитет. Значи, кога ќе се трнат они, тогаш ќе ги видиме овие дали американци не, таа Брнсова и компанија ќе може да ги тераат овие нашиве продадени души да подпишуваат нешто што е самоубиство. А видов и на прес, враќава од Рамковневе, една партија не се изјасни да ги поддржи протестиве. Ете колку е тој соживот, колку има тежина соживотот што ни го наметнува таа демократска Европа. Значи, со бугариве треба одма тоа све да се ликвидира, затоа што тие не ни се ни браќа, ни другари, ни ништо. Душмани и непријатели ни се ништо повеќе, како и секогаш кроз историјата. Сега слушам дека има, се чув со мои сопартици, дека има Момент, еве пред собрание сме, во живо, известува Радио Слободна Европа. Дај го звукот од компјутерот. Значи, пробиеме заштитната ограда. Ајде, ќе биде поголем, ајде. Стиши го, остани ако сакаш на линија, ама сега не стиши го да видиме што се случува пред собрание. Значи, во моментот во Македонија се случуваат два протеста. Еден протест е пред владата на Република Македонија, каде исто така првиот кордон е пробиен и протестантите се влезени пред платото. Овдека малце е поголема бројката од онаа што беше информацијата дека се околу 200-300, малку повеќе се собрани пред собранието. Дали е тоа добро или не, може би добро ќе беше да чуеме. Ајде да видиме, имаме и гледач на Вибер. Океј, го вклучувам Виберот, да го чуеме гледачот. Добро вечер. Нема да има компромис полицијата, таква е наредба. Дали се слушаме? Тоа е во суштина така наречената полициска држава и тоа е во суштина она што значи недозволување на демократија и недозволување на протест. Неколку фрлени јајца, неколку фрлени тоалетни карти ја исплаши оваа влада, го исплаши... Ова е повторно, значи пред влада, Инфомакс. Наследник на Митовски. Се исплашија од 3 табли јајца. Овој дечко без брада не го знам кој е. Сега во овој момент дека полицијата се подготвува практично да има една офанзива кон народот. Колегата Милош. За да го расчисти наводно просторот пред владата и да го врати оној првичен заштитен појас, заштитна ограда на улицата, практично пред владата. Како и да е, остануваме тука ние на лице место
Следете го во живо преносот, ќе видите што ќе се случи. Океј. Дали имаме гледач на линија? Ред. Во моментов нема, а ја ќе го вклучам повторно пред... Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Се уклучив сега пред пола сат. Добро. Ве слушам, ве гледам. Кога се уклучи баш овој новинаров на Инфомакс. Добро. Била Пасиев, била Данела, ВМРО ги повел луѓето према собрание. Не го рече он тоа. Не. Беше и ти уподржи кој на мезе. Полека. Ја многу добро памтам што он ми кажа. Ајде, И што му кажа? Ја не сум... Вака, ворете, ама ја немам потреба да ти се правдам. Снимена е емисијата. Не, си правиме муабет сега. Еве, јас се уклучив. Значи, ја го прашав дали ВМРО ги поведе овие луѓе пред собрание. Он рече... Зошто да го прашаш зошто не го прашаш дали левица ги поведе? Значи, мое право е легитимно да прашам. Моето прашање, не можеш да се, можеш да ја купиш емисијата, да бидеш уредник, да не се согласиш. Ја не вртам лево или десно, ја поставувам прашања. Зошто сум поставил прашања? Никој, па ни ти, немаш право да ми кажеш. Ти давам, ама дали си свесен дека нема да дојдеш до збор, бидејќи сакаш да ми импутираш нешто. Значи, ја поставих прашање, човек, ти викаш, зошто си го прашал тоа? Значи, ја идам, не можеш да збориш, додека не слушнам во твојот глас, понесност и извинување, не само за мене, туку за телевизијава и за се ова, бидејќи сакаш нешто да ми импутираш. Не дозволувам. Ви се извинувам. Океј, можеш да си го кажеш твоето мислење. Еве сме пред собрание, го гледаме, повели коментирај твој став, твоje мислење. Мој став е сега. Значи, ало? Те слушам, молчам, те оставам да збориш. Ало? Да, у програма си те оставам да збориш. Па тоа ми беше муабетот сега. Значи, вие се уклучувате во овакво, уклучувате некој новинар, што до вчера вените ги сечеше за ВМРО. Ајде сега, не сакам да кажам дека нешто ово. Ама батали го ти него сега. Ти повели, кажи си мислење и став. Ја не сум ни за ВМРО, ни против ВМРО. Ни за Инфомакс, ни против Инфомакс. Тебе сега нешто те нервира, мислиш дека овде некој игранка. Нема игранка, бе, друже. Ја бар се знам себе си. Да се живи и здрави, поздрав до вас, пријатно. Ајде, пријатно. Океј, ова се снимките, повеќе во живо не е. Пред собрание, еве и пред собрание јајца се делат. Памтиме ние пред 5-6 години дека од овдека се фрлаа кондоми во боја, сега се фрлаат јајца. Легитимно е. Може би сега немаше да се согласам, ама знаеш, после кога се направи преседанот, Аце го имаме на линија. Момент. Аце, дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Темата, касно се уклучив, темата колку што разбрав е францускиот, односно фашистичкиот предлог, така? Повелете, господине, ве слушаме. Говорете. Му поставивте прашање на претходниот гледач, колку што разбрав. Интересно прашање. Дали ВМРО ДПМН ги организира протестите? Така беше? Значи, ако уште еднаш, значи, на целава ситуација, вие се занимавате што јас сум прашал. Втор сте вечерва. Значи, Не. Значи, не се фаќај што сум прашал, што не сум. Имаш доволно став, знаење и информации. Од мене не си бил попаметен, не сум те информирал. Ја гледам и прашувам што прашувам. Не се фаќајте што сум прашал. Кажете си мислење. Тоа ве охрабрувам да си кажете. Добро. Мислењето е на секој честен, поштен македонец. Овој фашистички предлог треба
секој македонец по род да го отфрли, а и сите малцинства што живеат во Република Македонија, доколку сакат и ја чувствуваат, како што наводници кажуваат, дека се чувствуваат и тоа е нивна држава, треба да му поможат и да бидат солидарни со македонскиот народ, затоа што и внатре, и надвор има предавници кои работат против интересите, односно против разневидувањето на македонската и нација и држава. Веќе со црква почнаа, ќе да завршат со Вартоломеј, како Охридска црква, за жал, знамето го менаја, името го менаја, остана уште историјата и идентитетот. Значи сме дрво без корен. Во 30 години македонецот, за жал, не зеде знаме да излезе да протестира. Ни за стечајници, ни за знаме, ни за устав, ни за војна, ни за ништо. Балистите 21 година учека се во власт, со сите политички структури, така. Македонецот, политичарот македонски, ја продаде и ја донесе до оваа реч. И секој странец, знаат какви криминалци се на власт во 30 години, првен ги корумпираат, после ги носат лидери. И ги седнуваат на калето како попчина и му кажуваат како да функционира. Ова што се случува на 18 што Мицко повика, тоа беше како да дојди на власт. А ова вчера и завчера и денес народот мора, затоа што дојде нож до коска, мора да се изјасни и да ги повика, да се изјасни индивидуално како македонец. Значи мораше било кој да го повика да излезе. Добро, а едно просто прашање, ве разбрав, едно многу просто прашање што на сите им го позна. Мислите ли дека ќе успееме дека ќе му успее на народот овој француски предлог да биде одбиен или ќе биде прифатен и по ситуација? Кажам и ќе се слушнеме наредната мисија до детали како ќе се одвијаат работите. Тоа е до утре вечер, утре се одлучува. Дека до четврток цела приказна ќе биде завршена. Не до четврток. А до четврток. Важи. До четврток. Ве чекаме повторно да ни се јавите. Ви благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Преносот на Радио Слободна Европа е завршен од овие случувања пред собранието. Преносот стримот што го следиме пред влада е прилично мирно, смирена е ситуацијата. Гледаме дека е осветлена бината, кој е таму, што е таму, навистина во овој момент ја видов Данела, градоначалникот на Скопје, видов познати фаци, кои не би ги спомнувал, не се дел од јавниот живот. Спомнати беа неколку имиња, но еве, ако би било добро, може би некој од таму живо да ни се јави и да видиме што граѓаните, гледачите велат на стримот, дали имаме некоја плюс информација, имаме ли некој во живо? Ало? Ало, добро вечер. Добро вечер, Јанко, јас извинувам, преска зборев, ама се обидуваше да стапиш во контакт тамо со глас. Повели. Сакам, кратко ќе биде една минута. Нема проблем. Абе, имаме време, слободно збори, јас извинувам се, уживо е ова. Шалтаме, не можам да бидам прецизен. Да се доискажам само. Да. Еве, сега слушав вашата емисија во продолжување и баш она што го зборев, сакам друго да кажем, ама прво да го кажем. Се јави еден гледач ваш и вика за Мечка од инфомак дека гинел за ВМРО, сега е друго. По некој случајно се познавам со Мечка, пошто јас сум одвоен од Ѓорче, греши. Мечка не е за ВМРО, Мечка е за Македонија. Многу луѓе грешат тоа кога ќе се каже некој за Македонија, ти во ВМРО. Абе, не е тоа ВМРО, тоа е Мечка, бар го знам, тоа е за Македонија. Значи, и СДС да има ставови како што ги имаат овие пред тоа, он ќе биде за СДС. Значи, тоа сакам да го расчистиме, да му кажем на човекот, пошто го познавам Мечка. Знаеш што, нема потреба никој ни да го брани, ни да го... Мечка си е Мечка, си има свој став, сега е јавна личност, он ќе биде подложен и на одбрана, и на напад, исто и јас,
но не во моја емисија, слободно критикувајте ме. Дали сум поставил прашање, дали прашањето било коректно ово или она, јас стварно немам агенда и не ми импутирајте и не се чувствувајте навредени. Но можете да помогнете, да го надминете тоа и да оправдате. Благодарам. Имам гледач на линија на Вибер кој има пропуштен повик, да го слушнеме. Господине, дали се слушаме? Добро вечер. Да, се слушаме. Господине, еве, не ви го кажувам ни името, идентитетот, ако не сакате да ви остане. Нема врска, Драган од Скопје. Добро, Драган, повели, сакавте да се вклучите во програма, повелете. Да, барав имаше еден од гледачите што ја следиме емисијата, убаво им каже на полицајците дека тие што се излезени се борат и за нив. Чи симнито и шлемот фрлимо униформата, да не представува таква влада, таков министер, да си застане од кај рајата. Зашто ова се клучни моменти за оваа држава. Не смееме да ги оставиме децата да ги баталиме без држава. Толку да не. Благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Имаме друг гледач на линија, повелете. Здраво, здраво, здраво. Здраво, повелете. Повелете, господине, ве слушам. Прво да ви честитам што само вие вршите пренос како ТВ Сонце, а лада нека му е на газдата, на тебе, на сите. Ниједна телевизија не е и техна да изврши пренос. Брука, се работи за Македонија, се работи за обстанокот на Македонија, они турски серии даваат. А лада ти се даваш пренос. Абе, голема работа, уживо сме, уклучи Фейсбук, ајде, уживај. Не треба да му ова фалиш. нема да ти го заборави македонскиот народ. Друга Нема проблем. работа. Зошто интернетот ми се исклучува на телефон и Фейсбук на 20 секунди? Дали овие душманиве од Запад и тука реагираат, тоа не се разбира. Сега, што да кажам? Само секунда, бидејќи имам гледач на Вибер, ве молам, господине Блаже, почекајте овој гледач да заврши, 5 минути, колку ќе му треба, и ќе ве вклучам вас. Во ред? Добро. Благодарам. Уклучени сте цело време, може да слушате, а на гледачот што до сега збореше, се извинувам, повелете, продолжете. Може да продолжам? Да. Вака сега. Абе, како не му текнува на председателов, на премиеров? Пред 5 дена као одбиваат овој штетен предавнички договор, после 5 дена, го прифаќаме супере. А ништо нема променето. Бугариве што изгласаа, тоа остана. Зарем бугарите се будали повторно да не го видат ако има промени или да го гласаат во собрание? Абе, нели гледаат овој председател и премиер дека целиот народ е против овој договор? Абе, нека напишат еден референдум, нека прогласат референдум, нека се изгласа, нека го гласа народот. Ова е битно прашање за обстанокот на државата. Што мислат бе, само на брзина да го протнат? Што мислат да прават? Да утре да побегнат со пари? Што мислат, дека ќе се спасат ли? На што личи бе ова бе? Целиот народ е против, зборам за македонскиот народ. Што е проблем да направат измени во овој договор што ни го понудија? Ние од март ли сме паднати? Тоа е добро прашање. Зошто не се направат само од суета? Затоа што бил на француски председател и затоа што бугарите барале, Пендаровски рече, види, со земја од 1,8 милиони и 500 евра плата не можеме да очекуваме повеќе. Абе, тој е предавник, бе. Ако се сеќаваш кога првиот ден кога стана председател на младите се обрати, да не су председател, ја ќе си одам од државата. Што сакате од таков предавник? Точно е така. И со бугарски авион се возеше кај папата. Што сакате поише од него? И на бугарскиот председател пред камера му вика љубави. Што сакате од таков човек? Значи, што сакам да кажам? Љубави. Значи, основното што сакам да го кажам е, што ги кошта нашиве нешто да побараат. Овој Османи баш му е гајле за македонскиот идентитет. Абе, ништо не побарале, а бугарите све што побара им е дозволено у тој договор. Што ги коста сега нашиве кога гледа дека народот не е будала више, дека едноставно ќе ја изгуби државата, идентитетот и така натака нема да постои. Мислиш ли дека ќе помине ова? И така натака, што го кошта
премиерот или председателот да речат ајде ќе направиме измени. Една реченица нека додадат. Една проста реченица. Бугарија и Македонија нема да преговараат за јазик, за историја, за историски личности, а не да писуваат таму лавиринти, разговори да го манипулираат народот дека не се збори за идентитет. Една проста реченица нека стаат. И исто така, и што е проблем бугарите во уставот да ги стават откако ќе влеземе во Европска унија? Ама ти го кажуваше тоа од порано. И промена на името за Преспански договор. Да го смениме името во Северна Македонија, ама кога ќе влеземе во Европска унија. Па памтиш тоа. Памтам, тоа е најдобриот предлог што некој можел да го даде. Па истото иска бугарите во уставот. Откако ќе влеземе. И сега истото можеме да го направиме. И истото можеме да го направиме. Едноставно да си го вратиме името Македонија и ќе бидеме северна откако ќе влеземе во ЕУ. Проста математика. Ама ние имаме предавници овдека и тука е приказката. Платени со големи пари и едноставно... Викаш ке помине ова? Францускиот предлог, дали ќе биде прифатен? Ако нема да помине. Ако утре излезе цел македонски народ, и од овие полицајците ги фрлат шлемовите и се придружат на народот. Тоа се синови и керки на тој народ, мислам синови и внуци на тој народ, и ги фрлат тие шлемови, и утре цел народ да не дозволи да се одржи таа предавничка седница каде 61 лигуш таму во парламентот ќе дигне два прста за овој предавнички. Мислам дека нема да биде во парламент, туку ќе биде во влада седница гласени. Па после ќе биде во влада за 2 дена. Тоа не сме да го дозволи народот. Ти благодарам многу за јавувањето. Имаме голем калабалак на телефонските линии. Идеме со човекот кој чека веќе 5 минути на Вибер. Добро вечер, господине Блаже. Добра вечер, како сте? Повелете во програма сме, еве, кнап сме, па повелете, кажете вие вашето мислење. Благодарам, само да ве прашам како сте? Живи здрави. Немаме време за вакви, ја ви ве замолил веднаш да идете на темата. Да, се извинувам многу. Само да ви кажам, вие сте ми многу голема инспирација, нон-стоп ви гледам шоуто, многу ми се интересни темите и само да ве прашам што ви е вашето мислење на моменталната состојба на Република Македонија. Ја го кажав на почеток на емисија, фала што не следевте, но се надевав дека вие се јавувате токму поради тоа. Одиме ние со следниот гледач. Добро вечер. Режија. Добро вечер, повелете во програма сте. Поздрав до сите македонци, кадете се по цел свет, поздрав до сите добронамерни луѓе и од Македонија и од цел свет кои се со нас како праведен, честен, боголюбив народ, кој се бори за своите македонски правди. Мило ми е што има масовност и пред влада и пред собрание и апелирам. Луѓе, доста се делиме. Не е важна ни партија, ни Петко, ни Трајко. Ве молам дамата што е на Вибер да почека, во моментов имам гледач, кој ќе заврши он, ќе ве вклучам ателје. Во ред, ве молам почекајте, вие продолжете. Значи реков дека не е важно која партија и кој е водач, кој бил. Важно е се македонско единство и да не дозволиме на поединци, горделиви, самопримислени кои се сметат себе си за најголеми македонци и плукат по другите ги мразат дека тие се кодоши вакви такви, да не дозволиме такви да направат раздор во нашиот народ за корист на душманите и на фашистите. Ги повикувам овиот дездес, ако имат и малку човечност во нив, да си поднесат оставки, да се одбери експертска влада и наскоро да има легални, легитимни избори, да се одбери и овој народ, да се одбери легитимна власт. И само што ги повикувам, апелирам до наша македонска полиција, нека чуваат државни институции, но нека не бранат велепредавници и фашисти на власт, кои за 5 пари не продават и не ништат. Сите полицајци имат деца, имат фамилија, а ова власт не бери гајди за никој. Заев си кажа јасно и гласно. Добро. Ќути рогати и ги овцу. Затоа луѓе апелирам мирно,
тие наши згради да не ги сквернавиме, да не ги шлакаме со боја, да не кршиме, туку на мирен начин да бараме оставка од ова антимакедонска геј парадетка. Благодарам за јавувањето. Режија, човекот е на линија. Линија или го имаш човекот што ти дадов број? Да. Добро. Ало, добро вечер. Добро вечер. Јас се извинувам на гледачите, со тебе ќе излеземе малце од темата, синоќа разговаравме. Ја верувам дека вреди да се, иако е сега нели актуелно со протестиве францускиот предлог, но ти колку што разбрав дека имаш некоја информација во врска со производството за жито, житни култури, јачмен и така натаму и така натаму. Мислам дека е битна работа и дека не треба да чека. И ја би ги замолил гледачите ќе продолжиме емисијата, но ти да ми дадеш да ми кажеш за што се работи и колку е драматична оваа ситуација. Значи, премногу сме разочарани од оваа власт, бидејќи не ставија забрана за извоз на жито и целото жито се извезе за Грција и Албанија. Значи, јас како анонимен гледач се јавувам да разберат граѓаните дека ова поскапување доаѓа од власта. Они требаше да го забранат извозот за сите сточари да може да земат поевтина храна, да биде поевтино и млекото и месото. А ова како расте житото, така веќе и производителите се собираат и го ја качуваат цената на главниот продукт. Ова ако продолжи вака, стварно ќе биде страшно на есен. Имам информација дека повеќе од 25 земјоделски здруженија подпишале таму указ и барање да се забрани извозот, ама ради интересите на некои луѓе блиски до власта, ден денеска житото се извезува и тоа ќе биде стварно страшно. Какво жито ние извезуваме? Па ние немаме жито производство. Ние ова што сме го увезле, го реекспорт правиме. Не, ние имаме жито пута 2 за да го прераниме нашиот народ. Значи, тоа што се збори низ јавноста не се точни бројките. Ние имаме пута 2 производство, ама на некого тоа му одговара да си извезе и да си го наполни джепот. Иначе моментално се извезува сточен јачмен за прехрана на кози, овци, крави, свињи, а сега еве веќе иде и жетва. Земјоделците дефинирана цена на пченицата, најверојатно и нејзе ќе ја пуштат да се извези, тоа е од овие неодговорни луѓе. Ти благодарам многу, ајде да останеме у контакт, барем преку тебе да можеме да ја следиме од надвор, ја ќе викам и стручни лица, но добра информација ми сподели, која ќе спласне оваа ситуација политичка, ова ќе биде драматично на есен, која ќе рипнат цените и ќе се чудиме, а после ќе биде она вистинското македонецот нема леп да јаде. Токму ти тоа го збориш. На есен ќе биде уште полошо, ако не пуштат горе браќата од Србија што има жито да го ранат цел Балкан, да ги намалиме цените, мислам дека стварно ќе биде лошо. Мене ми е премногу криво што растат цените енормно на сите продукти, ама тоа веќе е кривица на сточарите и земјоделците, него тоа е кривица на власт. Океј, ти благодарам. Режија, дај го компјутерот мој, имаме гледач на линија. Вибер јавување. Ало, добро вечер, дали се слушаме? Добра вечер, како сте? Добро вечер, повелете. Во програма сме, забрзани сме прилично. Повелете. Да. Имам само еден проблем, мора да кажам. Зејтинот е многу поскапен. Не да им е срам. Не можам да скувам нешто убаво за мајка ми, абе на кревете и не може да скорна. Значи сакам нешто да изготвам, али зашто се толку големи цените сега? Не го сваќам зашто е толку поскапен. Минималец сум, ич пари правам. У кам маркет работам, што ќе правам со толку малце? Пари имам поскапено да нема и каде. Еве тоа збореше и гледачот наш како се манипулира овдека во земјава за и лебот да поскапи. Ти спомна во Кам маркет работиш, вела дека во Кам маркет уште и највисоки биле платите за разлика од другите но и најмногу работа имала. Да, али јас ви викам, значи јас одам еден ден да купам едноставни работи, лепче, зејтин, кашкавал, саланче, нешто да пробам, цела плата ми оди. Кај да плакам за сметки, а кај па сега и за ова да му јам. Не знам што да правам. Ако
мора нешто се направи и тоа подхитно во брза постапка. Вака ако продолжиме не Македонија, абе ќе станеме Господ знае што, не се знае каква е ситуацијава се. И Дали- баш кај сега со протестите се не може да излезам со југо, оно старо крнтија едва ја води. Светла немам. Дали планираш да бегаш? У план сум ќе одам таму негде Норвешка, Германија, негде во Африка ќе земам каде било, само да не сум тука. Јас многу си ја сакам држава. Јас сум патриот, имам знаме наше, све имам. Ама не можеш да скрпиш од први до први. Не можам, не. Значи, буквално ако отидеш, си одиш за да преживееш. Толку морам, немам други опции. Мајка ми е сега предлегнува и ќе се збогувам за последен пат и толку. За тука мене нема ништо. Морам да бегам. Со Господ напред, здравје ти посакувам. Многу е тажна оваа твоја приказна, но не е само твоја, ова општа македонска. Лека ноќ и пријатно. Господ нека е со тебе. Еве ја, цената на бензинот е 109, бензин 98 плюс 111, дизелот е 104, замислете, поевтини 0,5 денари. Цената за 3 часа ќе се намали од 104 на 103,5. Значи, калабалак на бензинските пумпи. Ајде, ателјево да го слушнеме. Ало, добро вечер. Ало, добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, ово програма сте, конечно успеавме да ве... Вака, добро вечер. Јанко, многу те почитувам и многу те сакам. И ептен си ми врв од новинариве. Значи, тоа без никаков преседан. Вака сега. Но општо сум револтирана од ситуацијава што е во Македонија. Меѓутоа, тоа што е, политички не сум определена, приватњаци сме. Дали ме слушате? Да, ве слушам, чекаме да го кажете главното. Меѓутоа, ова е врв на нештава што се случува во држава. Прен од во недела што не се работи, тоа многу не погоди нас приватниот сектор. Ворете дека некој социјален момент си мислево да е заедно, бла-бла ситуации, не, тоа се прави во многу богати држави, каде што џебот е полн, а не празен, во недела. И нас, приватњаците, како многу не погоди. Ептен. Значи, тоа да имаш желба да работиш во недела, а никој да не ти го дозволува, мислам дека тоа нигде го нема. Тоа се прави во многу богати држави, каде што џебот е полн и каде што можеш да се приуштиш, нели, да се шеташ по семејство во недела, да си отиш на ручек, не знам каде. А нашиот народ во сабота трча, купува, се бори, нели, нешто да се купи, за во недела да колку толку да си приушти негде да си оди. Тоа е под број 1. Под број 2... Режија, дај студио. Да, повелете. Не знам дали сте информирани за една ситуација што беше и на Инфомакс ја дадоја. Една ситуација непријатна што се деси во пред игралиштето на ФК Парк со дипломатот од Катар ни нападна наш тренер. Не знам дали сте запознати со тоа. И за таа ситуација поготово сум многу револтирана. Имено детето на амбасадорот од Катар тренира заедно со нашите деца во ФК Парк. Не знам како што, значи отидов детето да си го земам на тренинг, беа таму некој комбинја милицајци. Амбасадоров од ФК Парк, револтиран заедно со обезбедувањето, нападнал некој си наш тренер. И тоа се пред око на децава наши, тоа скандал невиден. Извадиле палки, не знам што, дошло милиција и тоа се така се заташка и никому ништо. Мислам дека тоа воопшто не е во ред пред децава наши да се дешава, пред око на дете. Океј, ја ви благодарам, еве, што споделивте вакви работи. Ви благодарам и за комплиментите. Вечерва малку сме дефокусирани заради малку по-други, по-драматични ситуации политички, но во секој случај ја го илустрирав и ова што го зборевте со нападот од странскиот дипломат врз нашите тренери.
токму и се гледа пред децата, многу стресови, многу агресивно однесување. Ви благодарам многу. Поздрав. Лека ноќ и пријатно. Режија, можеш да ги вклучиш гледачите. Значи, повеќето од емисијата, иако беше во врска со протестите, дадовме и два преноса, и оној пред влада, и оној пред собрание. Но гледачите повеќе говореа за оваа тема, но вклучив и неколку на страна и дозволувам на гледачите, сепак драматичнава ситуација не ни е само политичка, од сите страни пука Македонија. Ќе видиме дали ќе распука, но оно што останува нејасно е дали ова ќе има ефект или ова ќе биде исто како 2017, ќе се исценира некој инцидент, ќе се разбие ситуацијата и ќе се инсталира тоа што имаат намера да инсталираат. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете во програма сте. Се поштувам, ама не ве сакам. Се обострано е чувството. Сакам да кажам, пошто гледам сега го фураат тој револуционеров Апасиев, вака така, ја еднаш кога не слушнав он да се извини, пошто он го донесе Заев на власт, он ги донесе овие сега на власт. А дека беше дел од червената револуција, на тоа алудирате? На тоа алудирам, да. Добро. Дали еднаш кога човекот се извини да каже, слушајте, извини, ги изедов комната, ово, она, се извинувам, да се извини никад. Добро. Тоа сакам да кажам само, пошто гледам сега се прави некој револуционер над комита над комитите и така и ова и она. Он ги донесе овие на власт, што се прави, што се клупира. Па добро, може се покајал човекот. Па да каже, еве се покаја, ајде излеземе по него. Не каже еднаш. Еднаш ка не каже. Да, Може види, ќе излезе по него на ова. и ти си во право, нели? Човечки е да погрешиш, човечки е и да извиниш. Уствари, божествено е да се извиниш. Тоа е стварно една голема, покажува големост. Добро, во право си што вакво, но во суштина, знаеш, кога се случуваат вакви работи, ја мислам тогаш би требало разликите малце да ги намалиме, да освоиме победа, после да се препукуваме, бидејќи сега е потребен обединет фронт. Знаеш, ја според историските учебници, кога почнала борбата против бугарскиот фашист, против фашизмот, борбата за слобода во Македонија, значи, немало тоа само од комунистичка партија или ова. Значи, и криминалци, се живо и диво што сакало да се бори, било добре дојдено. Така е, се слагам. Јас и сум го опростил. Меѓутоа имам еве некои другари ово она, не може да го сварат само ради тоа. Верувам дека е така. Осте се, ја го знам, те разбирам. Разбирли ве? И во право си, нели, до вчера сте биле на спротивни страни од барикадите, сега така, те разбирам. Барем да излезе, да каже, слушајте, вака и вака се извинувам, идеме напред. Мислам дека... Може ќе освои некој глас повише. Не, јас сум убеден дека може и дури да се наметне како лидер, да излезе човек и да каже, да, ја бев со сеја, моја грешка е, ја препознав грешката, сега застанувам овдека во борбата со ова и така натаму. Тоа е голема работа. Се гледа дека е паметен дечко, учен дечко, ама барем да се покае. Ти благодарам за јавувањето. Иначе само да ти кажам една работа. Ја ти реков, нели ти ми рече не ме сакаш, ја ти реков чувството е обострано, те изложав. Јас те сакам. Таков сум по дефолт, мене ми е испран мозокот. Јас секоја недела идам и таму кај дедо Попе и вика, ај најведни се и ќе извади тоа четката за рибање теписи. А кај ќе отвори тоа тиквата, многу чири има фатено у глава моја. Океј, имаме гледач кој упорно звони на Вибер, ќе го вклучиме. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Повелете, Сакам господине. да се пожалам јас. Јас сум од Драчевско село. Драчевско село, као јас сум од околината на Њујорк, од краде од Бруклин.
Се шегувам. Повели слободно збори. Јас имам бизнис со продавање на кромит, лук и прас. Ја мора се пожалам од европјаните. Има пред некој време дојде инвеститор од Француска и од Норвешка. И му го сечам кромитот на пола. И му го давно вика, абе дечко, ова смрди на кромит. Па секад на кромит, ова е кромит. Вика, ама се не те да мириса на кромит, зам го продадам. Ја многу сум навредна до тоа. И сакам да ми кажете печара зашто овие ефте ме зезат европјаните. А норвежанците му викам, господин, ова е прас. Значи, со ова се прави неубабаница. Тој ка, сече ме, каков прас ова, мириса на прас, ова не може, не го вазуваме, бегај таму, вика. Та чаре, господине, не може више, па ја треба да живеам. Поздрав ти, благодарам за јавувањето. Ние почнавме од протести Македонија, Франција, Бугарија, предлози ово, дојдовме до ова. Ајде одиме повторно компјутерот само да се прочита ова, па ти телефонот. Ѓорди Тешкиопавловски вака ми пишува, вели единствен излез од оваа неправда е граѓанска непослушност, ако опозицијата и сите што се за Македонија нека повикаат на непослушност, на неплаќање сметки и така немаме пари. Ете, Јанко, прочитај у етер, тоа е лесно, а народот веднаш ќе се согласи. Само треба да има кој да повика јавно. Океј, одиме понатаму. Режија? Јанко? Да, Јанко, точен одговор, добивте плазма. Не. Слушайте вака. Јас рекол дека сум од старата генерација. Не сум прост човек. Разбирам географија, историја, од математика, јас сум без разлика лице која прати политиката, меѓутоа не доволно. Не сум партиски определен. Меѓутоа, викам дека никој не е во право. Ево зошто. Ние сме толку сакани од светот. Поќе од Швајцарија. Ние лежиме на богатство, ние лежиме на култура, стара култура, јазик препознаен од векото му век, тоа го викат турците. Туму век, значи нешто признаено од време. И сега некој ни наложува како ние да се идентификуваме, како ние да зборуваме, а дали можеме поинаку. Како ќе зборуваме ние? И сега едно Османи нас ни кажува утре да ми кажи влада, јас ќе подпишам. Па јас можам да подпишам. Како граѓани. Меѓутоа, што ќе подпишам? Дали ме слушате? Да. Што ќе подпишам? Она што вели власта, а што е власт? И пак ќе повторам, ние лежиме на богатство, сите не сакаат, а зошто не сакаат? Ве слушнав све. Лежиме на богатство, лежиме на култура, утре на кој јазик ќе збориме ако го прифатиме ова. Све ве разбрав до збор, да им докажам на режијата дека ве разбрав и дужи отплода. Само една реченица. Може? Повелете. Реченицата. Јас имам син, 38 години. Тој е дипломиран програмер. Завршена во Скопје. Сега. Поентата ми е, беше и Америка, беше Германија, имаше фирма со германско-македонска, да речам, регулација, како тој главен тука, меѓутоа, тој не излезе подалеку од како беше. Затоа што тој свет е многу покварен. А ете го сега напредува како да зема најголема пата во странство. Значи, можеме ние да успееме, ако сакаме, само да работиме, да сме свесни тоа што го правиме. Благодарам многу за јавувањето, лека ноќе и пријатно. Блаже Димовски, упорен. Блаже, мислам дека се слушнавме. Што остана? Ало? Добра вечер. Добро вечер. Не ли се слушнавме преска? Не, господине. Не. Добро, се извинувам. Повелете. Добар ден. Јас се јавувам, се извинувам за ткањето. Мора да пријавам една жалба. Многу е гласно овај пут што се обидувам да спијам. Ако можете да ги стишите, да го пуштам джекси.
се нервирам денеска, многу мучен ден ми беше. Кучето за малце јајце ќе ми изедеше. Се обидувам да спијам, а не могу. Се обидувам да те разберам, а што ти смета? Протестот. Многу е бучен. Кој е бучен? Што е бучен? Протестот пред влада. Протестот е многу... А ти легнуваш еве у ова. Па еве го 9:20 у моментов нема протест. Заврши. По кој се дере? Аха. Се извинувам. Комшијата ми беше. Фала ви за времето и многу ви е убав програма. Добро. Ти благодарам, Блаже. Поздрав, лека ноќ. Абе, чекай сега. И гледаш како си човек. Не дозволуваш човек да се изискаже, се повикаш на демократија. Ало, добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете во програма сте. Викам, ја мислам дека ти си разговарал со некој друг човек, ја мислам со мене разговараш. Па го поздрави. Многу предпоставки, нели? Разговарав со друг човек, сега сте вие наред, повелете во програма сте. Знаеш, овие денови осознав некои работи дека процесот на бугаризација и асимилација на македонецот тек ќе почне ако се подпише францускиот предлог или ако се прифати овој француски предлог. Би сакал тие стручните луѓе што го кажуваат тоа, да ви објасна што се случи до сега. Под кои услови македонските студенти студираат во Софија, како што студираат како македонци или како бугари чужденци? Пола Македонија какви пасоши има? Италијански или германски или од таму? Еве на протестов се шетаат некои дечки со црни мајци. Абе не пише, текстот го пише на едно македонско писмо, не можам да го разберам. Ја кирилица сум научил. Толку знам, средна школа имам, ама има некој текст таму пише на многу чит македонски јазик, а не се разбира. И мислам дека, знаеш, ние со патриотизмот некако премногу ја заглавивме онакото. 2001 година кога требаше да се протестира, попуштивне. 2009 година кога се даде амнестија, па протестиравне ми се чини, така нели? 2011 кога се воведуваше еден јазик, па протестиравне исто. 2014 исто протестиравне. И сега пази, некои викаат Бујар Османи ќе бил крив. Ама некои викаат дека утре па со Бујар Османи ќе прави коалиција. И па повторно утре овој народ ќе искочи изигран. Така некако ми се слагаат коцкиве. И да ти кажам право, буквално сум збунет со реалноста во државава. Сите ја сакаат државата, а ја заглавија у кал до гуша. И сега викаме ово е крив, оно е крив, се докажуваме што е постара кокошката или јајцето. Речем, пред сакам да ги прашам некои луѓе, дали некои наши видни граѓани во државата ги земаат бугарските пасоши, пошто не сиромашни или зашто? Нема да платат струја, вода, па мора да земат бугарски пасоши? Мора да подпишат дека нивните предци се бугари? И сега викаме, Македонија ќе се бугаризирала. Ајде прво да направиме една чистка кај нас во нашава политика, тие што земаат бугарски пасоши, да ги прашаме зошто ги земаат бугарските пасоши, што подпишале таму, како не направија проблем сега на нас, овдека, нели тие се таму во Германија се, тие во Италија се, ама бугарите не бараат таму да се упишат дека има бугари во Германија, бараат у Македонија да се запишат. А знаат ли тие зашто? Па затоа што кога тие што аплицирале во Бугарија, во Софија за бугарски пасоши, напишале место на живење Скопје, Македонија. Напишале Дортмунд, Германија. И сега бугарите викаат во Македонија има толку и толку бугари. Океј. Ама ние викаме нема. Добро, ве разбирам. Значи, по вас да скратиме, по вас треба да го прифатиме францускиот предлог и се што бараат бугарите, така?
Ева, ајде да те прашаме тебе, кажи ми која е идната солуција ако го Не, одбиеме јас овој. ве поставив... Тебе, јас пази, јас ги сите тие што видни Ама, граѓани. Дали ќе ми тебе не те одговорите? прашувам. Океј, не мора да ми одговорите. Јас само прашав. Треба ли Еве, да јас ќе ти прифатиме кажам. или не? Јас ти викам дека треба да го прифатиме. Океј, ви ние благодарам сме- многу. Поздрав, лека ноќ и пријатно. Одиме со следниот гледач. Ало? Ало, добро вечер, повелете во програма сте. Ало, добро вечер, ако поздрав до тебе, до твоите гледачи. Благодарам, повелете. Благодарност за тебе, како што рече еден гледач, што пренесуваш и што ги пратиш ситуациите, бидејќи ова е актуелна тема. Јас само, бидејќи вие сте озбилна телевизија, гледам, сакам преку твојата телевизија, ако може, да им порачам на меѓународната заедница, не на овие едни други, на нашите што ќе подпишат, бидејќи ситуацијата тие ја терат и тие ги притискаат овие наши, да ги кажам, предавници, а тие се ставени у небрана. Али можем само да им порачам од Европската заедница дека прават многу голема грешка. Бидејќи таа грешка ја прават и таа грешка ќе ја осетат на нивната кожа многу брзо, не знам за колку време, али ќе осетат на тој начин што можеби албанците нема да ги издадат и грците, али тие нас не жртвуваат за атар на бугарите. А бугарите знаеме каков нарав имаат и знаеме дека тие, јас мислам дека први што ќе бидат за излегување од Европска унија, ќе се случи дека тоа ќе издадат бугарите и ќе се приклучат новој нов сојуз БРИКС, бидејќи денеска читам и пратам германскиот канцелар најави дека во 2050 година тие гледаат толку напред, што веќе нема да биде светот сигурно искако што е сега и ќе биде една голема биполаризација, така да има, сите се плашат од БРИКС и целата приказна е сега за нас да не втурнат во ова, да почнеме преговори ради таа ситуација. Али тие сега за атар на бугарите нас не тераат да смениме се живо и диво и после најтрагично ќе ги се случи на нивова бугарите, а тоа сигурен сум дека ќе ги се случи и дека бугарите ќе им завртат грб, па ќе не знаат што да прават. Сега голема проблем е за нашите политичари, треба да имаат доблест и да не го прифатат овој предлог. И ако издржиме, например, да не го прифатат предлог, можеме да успееме и да докажеме нешто. Иначе ќе се случи ваква ситуација, да ние го прифатиме овој предлог, ќе имаме проблеми и ништо нема да направиме. Значи, тоа е најтрагично што не го видат политичарите. А Бугарија, европејците не можат никако да ја контролираат, освен има се единствена прилика да ја контролираат преку македонците од Пирински дел. Нешто и тоа пробуваат и да направат, бидејќи им прави се некоја процена да има околу 40 пратеници македонци треба да има во бугарскиот парламент. И тие заради тоа не сакаат да биде единако пробуваат да направат реципроцитет и македонците да влезат во бугарски устав, и мислат дека тоа нема никогаш бугарите. Ако дојдат тие у таква ситуација, како што ни прават на нас, бугарите ќе се откажат од Европска унија. Мене тоа ме нервира и тука нашите не го видат проблемот. А ние немаме кај да одиме освен во Европска унија и тоа е проблем. Тука малку луѓето не гледаат според мене работат и благодарам, ти благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало? Ало, добро вечер, повелете. Јанко, ќе ми дозволиш една минута само да се докажам. Една минута имаш. Да. Овој македонски народ има само две варијанти во оваа шпиц ситуација. Првата варијанта е да го одбиеме овој договор и да бараме промени во договорот на што ни одговараат. Доколку не прифатат, тогаш ги откачуваме веќе бугарите и секакви вакви фашистички договори, си го враќаме името Македонија и за внатрешни за надворешна употреба. Тоа е првата варијанта. Втората варијанта, ако би бил председател или премиер, би се на Макрон и на сите овие председатели кога ќе бидеме во НАТО таму, кога ќе се видам, или сите амбасадори би ги собрал и би им рекол вака: тоа е најбрзиот начин да влеземе во Европска унија. Од денеска ова Македонија е западна Бугарија и сите овдека сме бугари. И федерација со Бугарија.
или подобра варијанта со Грција. Сите сме овде Грци, ова е Северна Грција и ај со здравие. Дали тогаш ќе не примите одма во Европска Унија? Јас така би направил на овие ѓубриња од Запад. Ти благодарам многу за јавувањето. Режија, имаме на мојот компјутер Вибер јавување од гледач. Добро вечер. Добро вечер. Усвари Повелете добро во утро. програма сте, Поздрав. господине, со многу шармантно име. Нема да го кажам ова, ако го сакате вие, тоа е ваша работа. Повелете. Ало, дали се слушаме? Се слушаме? Да, повелете. Јанко, слободно кажи го моето име, немам проблем никаков. Да, Сион. Да, се Гледачот се јавувам вика Сион. Се јавувам од Окланд, Нов Зеланд. Окланд, Нов Зеланд. Те слушам и те следам редовно и на твојата емисија, а и во Инфомакс. Те поздравувам тебе и гледачите во овие многу критични моменти за нашата татковина. Чекај се средам, од се солзи ми идат. Знаеш, постои една голема стигма за имиграцијата македонска, но самите и ние сме криви. Нашите во минатото кои што ја имаат напуштена татковината, а и денеска голем број од нас кои што го даваат тоа лошо име за нашата македонска имиграција. Но сакам да те уверам тебе и гледачите твои и слушатели на твојата емисија цената, дека за жал, пошто ситуацијата во Македонија во последните 30 години примора една невидена интелигентна генерација да ја напушти татковината, имиграцијата своите бои ги има сменето на добро и постојат организации и луѓе кои што нема да дозволат ова да заврши така. Го повикувам народот да излезе масовно и да не престане да излезе се додека тоа не се цементира пред онаа бела палата на Илинденска. Срцето ми се пара, Јанко. 25 години сум излезен од Македонија. И кога гледам вакви работи, кога гледам во исто време и немоќ голем од луѓето кои што се таму, ми се пара срцето. Сион. Јанко, каде и да сме, немаме друга држава. Сион. Дали сме во Нов Зеланд, дали сме во Австралија. Јас Нов Зеланд го сакам колку што ја сакам и Македонија. Но јас имам една татковина. Татковината моја е Македонија. И не дозволите да ја изгубиме. Сион, уклучи ја камерата. Еве мене. Дај да те видам. Сион, ти ги разбирам солзите. Преплакавме и ние овде. Толку сме безпомошни. Толку се чувствуваме. И ова е последниот здив на македонскиот народ. Толку може. Со години ова работено да дојдеме на ова дереđe. За жал, немам добри вести, немам добро чувство. Ова ќе помине и Македонија повеќе ќе ја има таму кај тебе и ти ќе бидеш повеќе од што овде. Изгледа тоа ни е судбината и паметете ја Македонија, чувајте ја колку можете, може би вие ќе бидете новото семе на она што треба да никне, затоа што овој коров, овој плевел, не знам дали ќе го биде. Викаат македонецот е како плевел, како пиреј, колку и да го требиш, повторно ќе никне. Ја стварно не сум дефетист, се борам колку можам како човек, ги гледам, ги помагам на луѓето, но мислам дека работата е многу пострашно од што изгледа.
Јанко, не смееме да се предадеме. Не, предавање нема, ама треба човек да Не е смееме. реален. И мораме да ова мора да ечи низ цела Македонија, не само во Скопје. Едно што не ми е јасно, не разбирам. Локалната управа денеска припаѓа мнозинство на опозицијата. Зошто таа иста опозиција која што го организира ова во Скопје, не го организира масовно ни сите градови во Македонија? Значи, без сегде каде што локалната управа е превземена од опозицијата, зошто ова не го организира истото како што е во Скопје и во сите локални самоуправи низ цела Македонија? И ја мислам дека тоа би имало многу поголем ефект, да, кога некој би известил дека во 30 градови на Македонија се протестира против предлогот. Нема да може, власта нема да може тоа да го контролира. Прво што немаат доволно полицајци да го исконтролираат тоа низ цела држава. Второ физички не можат нема да можат да го стопираат налетот на народот. Народот мора да излезе сегде низ цела Македонија. Во секое селце, во секое градче треба да се застани и да се каже не. Ефектот ќе биде сосема другачиј него она што се случува денеска во Скопје. Го поздравувам тоа што се случува во Скопје. И треба да продолжи, и не смее да застане. Јанко, работам на доаѓање таму, не само јас, него и многу македонци кои што ги знавам овде. Веруе ми, физички ќе дојдеме, ќе се браниме. Извини ми на изразот, гомна да јадат сите што зборат за македонската имиграција надвор. Денеска, што ја исмејуваат за $5 или $10. Не се работи за доларите, за 5 и за 10 долари. Се работи за следење, за сакање, за присуствување таму. И јас и други ќе дојдеме. Памте ми го зборот, ќе ти дојдам гостин во емисија. Јас ќе бидам, ја нема да дозволам, ако ова не повикувам на војна, не повикувам на граѓанска војна, повикувам на отпор. И ако ова пројде, јас првиот ќе дојдам таму. Веруjem. И не само јас, знам луѓе кои што истото го спремаат веќе и доаѓаат. Сион, расолзен си, ме трогна и мене. Ќе разговараме, јави ми се деновиве пак како можеш. Ќе ти бидам благодарен. Се слушам, поздрав. Ја после твоево ја прекинувам емисијата, навистина не можам да продолжам. Секој е добро, се благодарам што се јави. Лека ноќ и пријатно. Тука ја завршувам емисијата, почитувани гледачи. Утре вечер ќе продолжиме. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.